Дводневниот саем на мед, организиран од пчеларското здружение Пчела од Куманово, овој пат во Ла Плаза Мол, беше одлична можност потрошувачите да се запознаат со квалитетот на кумановскиот мед, но и бенефитите од овој природен производ во пресрет на сезоната на вируси и грип. Како да се сузбие нелојалната конкуренција, дали може да се препознае вештачкиот мед и што порачаа пчеларите од Куманово од изјавите во продолжение. Во договор со собственикот на Ла Плаза Мол, со кој имавме одлична соработка, направивме саем на мед и останати пчелни производи. Имаме 17 изложувачи. Посетата е задоволителна. Иако имавме, како да кажам, добар маркетинг, на време беше објавено кога ќе се одржи саемот, веќе 15.000 дена на молот оди наша реклама. Посетата е задоволителна. Значи, доаѓаат луѓе бараат мед и бараат останати пчелни производи, прополис, и сека луѓето не се запознаени што точно да бараат. Дајте ви нешто за имунитет, дајте ви нешто да го зголеми имунитетот. Тоа е убаво прашање. Со самото користење на секојдневно користење на мед, природниот мед, секако дека ќе зголемиме имунитетот на нашиот организам. Продолжуваме сите наредни викенди до Нова година, ќе имаме, нашите сограѓани ќе имаат можност да ги видат нашите пчелари во Алпи центарот во населба Карпош. Значи, можеби тоа ќе продолжиме и после Нова година, се зависи од тоа дали ќе имаме посетеност од нашите сограѓани. Најбитно од се е за се стекне довербата помеѓу пчеларот и купувачот. Ние во Куманово е мал град, сите се знаеме меѓу себе, сите знаеме кои се пчелари, кој работи со пчели, дека тоа пчеларството не е само не може да кажеме дека е бизнис, тоа е љубов, пчелите кон природата. Така да им препорачувам нашите сограѓани да не купуваат мед од сомнително потепло. Не можам да кажам истреба цена, истреба било што. Мед кој увозен кога имаме наши пчелари кои пчеларат во наше подјеме. Сакам да знаат граѓаните дека и доста граѓани се жалат на алергија на полен, на поленов прав. Али затоа ако користат мед од локални произведувачи, каде што тој полен може да го најдат во природата, пошто поленот се наоѓа и во медот, кој не може да го видиме со молото, преку микроскоп, на тој начин можат да внесат вакцина од себе, користејќи го медот, да внесат вакцина и да станат имуни на тој полен од кој се јавуваат некои поленски реакции на нашите сограѓани. Јас сум задоволен од тоа што граѓаните веќе имаат како се вика навика да конзумираат мед и пчелни продукти превентивно. Мило ми е ради тоа и веќе што веќе кога го прават имаат бенефит, го приметиле тоа на својот организам, на организмот на своите деца, сопруги, сопружи и така натаму, така да и користат пчелните продукти превентивно, тоа многу ме радува. И да кажеме дека многу е користен покрај медот, нели, прополисот и има голем интерес за матичен леч, кој што знаеме за неговите придобивки и добри својства. Индустријата што го произведува тој лажен мед, веќе не е од пчели, толку е софистицирана, напредна да современи лаборатории, да, може тоа да го направи, меѓутоа граѓаните и ние пчеларите секако дека не можеме да го препознаеме, меѓутоа препорака до граѓаните е да пикуваат мед од пчелари. На тој начин ќе бидат заштитени и сигурни дека имаат мед од пчели, а не индустријски некој продукт кој што некои го викаат мед. Пчеларското здружение Матика пчела од Куманово не случајно е организирано на тој начин. Една од задачите на здружението е едукација на пчеларите, на младите, меѓутоа и на постарите. Сите ние имаме потреба од некое учење. Ја како млад пчелар кога почнав со пчеларство, првата година се зачнали во пчеларското здружение Пчела и од таму многу научив. Сега сум предавач во тоа здружение, го пренесувам моето знаење и искуство на помладите и секако дека и постарите има што да научат од помладите и секако помладите од постари. Така да многу е таа вредна алатка за пренесување на знаење во рамките на здружението. Ние медот го изложуваме за да ги научиме луѓето да купуваат природен мед, затоа што во овие зимски периоди е многу добро да го користат медот, природниот нарошто, не да купуваат некој мед. Тоа не е мед во маркети или таму некој прекикци и трабаци. Медот е добар
за здравието и треба да се користи како храна, не само како лек. Во последно време е многу тешко да се направи разликата, но природниот мед во надзобиш со лажичка, значи тој треба како конец да оди и кога го јадеш на грлото треба да пече. Исто така природниот мед треба да го купуваат од пчелар, од свој матичен пчелар, не да купуваат од некој непознат. Се занимавам со пчелите 10 години, веќе 4 години професионално се занимавам, ова ми е главна дејност. Цела фамилија ја одржавам со пчелите и фамилијарен бизнес. Ги чувам пчелите во село Габреш, имам 120 семејства, таму правам латици, матичен млеч вадили, полен, перга, се што може да се извади од пчелите да се испрати. Исто така работам и во пушиње на еден власки пое во иностранство, во Анди и јас го избегав пчели. Така да, задоволни сме од пчеларство. Секако мед се бара и миксовиот мед се бара. Некој си бара мед во саќе, некој саќе во мед. И различни се вкусовите на потрошувачите. Па секако се препорачува што повеќе да се конзумира медот како храна, за да се текне некој млечет, преминеле по на вирусите кои овој период ги има во изобилство. Со оглед на климатските промени што настана, имаме екстремни тешки лета и сушни периоди, баш во ефект на вашата пчелин, но сепак задоволително беше